Добро вечер и добродојдовте во уште едно најново издание на информативната програма на регионалната К1 телевизија. Ова вечер ќе говориме за безбедноста на храната која што ја конзумираме. Вечерва мој и ваш гостин е инспектор магистер Васко Арсов. Тој е дел од Државниот фитосанитарен инспекторат кој што е пак дел од Министерството за земјоделство. Добро ни дојдовте. Добро вечер, благодарам и на вас за поканата. Се надеваме дека ќе разговараме за некој чувствителна тема, да ја објасниме на граѓаните да сватат што значи државниот фитосанитарен инспектор, кои се неговите обврски, каде може да се поплакат едноставно ако имат некакви созданија, дали за неквалитетен семенски материјал, неквалитетни препарати, не соодветно декларирана храна од растително потекло. Еве на самиот старт да им објасниме. Ако земјоделците забележат дека имаат неквалитетен семенски материјал, како треба да реагираат? Значи, фитосанитарната управа донесува правилник заедно со Министерството за земјоделие, во кој учествува и Државниот инспекторат за земјоделие. Поточно донесуваат програма за мониторинг на сите растителни и активни компоненти кои се преминуваат во самото производство, дали е тоа градинарско, дали е овоштарско, дали е лозарство и дали е полидолски култури. Значи, врз основа на тој мониторинг, фитосанитарните инспектори кои се во внатрешноста и сите гранични премини земаат одредена количина на мостри. Например, секој посадочен материјал кој се внесува во Република Македонија од другите соседни земји, највеќе е тоа од Грција и од Република Србија, значи е подложен на контрола, значи се зема мостра, се носи во државна фитосанитарна лабораторија, дали во Скопје, дали во Штип, бидејќи тие се единствени акредитирани лаборатории во Република Македонија со одредени акредитирани методи каде се врши испитување и нормално доколку ги исполнува критериумите кои се пропишани во Република Македонија со соодветно правилникот за здравје на растенија, значи се пуштаат во понатомашна употреба поточно на пазарот за пласирање за да ги користат земјоделците и да ги заседуваат. Тоа во претходните години, да речеме пред 10 години, тоа така не се приминуваше и дојде до некои резултати, значи фитосанитарната политика беше на многу ниско ниво. И тоа можам да кажам последните 6 години е тоа многу зголемено со тоа што се акредитирани лабораториите, се зголемени бројот на инспекторите, значи во внатрешноста, не само на граничните премини, значи количината на мостри која се зема во Република Македонија е на многу високо ниво. Значи можеме да кажеме, значи нема пратка од растителен материјал кој се внесува во Република Македонија или активна компонента за препарати кој не се испитува и да се пушти така слободно на пазарот. Значи тоа веќе е заштитено. Меѓутоа секогаш постои можност дали како лошо декларирана роба, па тука препакувана, значи има и такви случаеви каде што сме наидувале и на шверцувана и на препакувана роба која не соодветува со тоа што е декларирано. И тука земјоделците кога ќе видат, например, купуваме еден препарат, го третираме еднашка, два пати, три пати, нема никакво дејство тој препарат. Ние имаме како инспекторат за земјоделие слободна линија на која може да пријават. Тоа е бројот 0811.000 кој може да се јават во било кој ден од времето и да ни кажат да го лоцираат субјектот од кој е купен тој препарат. Ние како фитосанитарна инспекција излагаме на терен, го посетуваме правниот субјект од кој е набавен препаратот, го зијаме препаратот, нормално во присуство и на правниот субјект кој е вносител на тој препарат, го носиме во акредитирана лабораторија, чекаме неколку дена колку е потребно за да се испита активна компонента претежно и утврдуваме доколку тој препарат на тоа што е декларирано и не пишува активната компонента, не се соодветствува со тоа резултатите од државната санитарна лабораторија, тогаш ние вршиме запленување на тај препарат, уништување и нормално парична глоба за увозникот на тој препарат или на таа активна компонента. Дали имаме ваков случај веќе во Македонија регистрирано? Па значи ние имаме уништено повеќе препарати врз база на шверцувани препарати кои не се дозволени на европската листа и заради поевтини цени, значи луѓето тоа претежно се случува во ресенскиот дел, значи бидејќи
пограничните делови каде што е поблиска граница, тие заради скапите европски препарати кои се многу ефикасни и за да нашиот народ го знаеме во каква финансиска криза, значи се служат да прошврцуваат препарати со недекларирана активна компонента. Истото што се случи и во кочените, овие година две беше тренд, значи за купување на препарати од Турција кои не се дозволени во Европската унија, на своја рака ги шверцуваат за третирањето на некои треви или плевели кои се јавуваат во ризните површини. Меѓутоа, ние кога ќе имаме дојави, повеќе граѓаните се осмелуваат да пријават за такво нешто и самите аптекари, нормално бидејќи тоа е конкуренција, ние тогаш кога ќе алоцираме локацијата, правиме акција со помош на Министерството за внатрешни работи, ги заплемнуваме тие препарати, нормално и сето тоа се уништува во постапка на депонија, бидејќи тие препарати не можат во никој случај да се користат во било што, бидејќи нема декларирано, не се испитани во нашето поднебје и нема добиено дозвола за увоз. И тоа мора да се уништи. Нормално, сега ги охрабруваме и луѓето, значи на нас ни треба, ние сме негде вработени околу 170 луѓе и ги офаќаме сите сектори, сите гранични премини, меѓутоа не можеме во секое село или во секоја куќа едноставно да знаеме што се случува. Затоа ги охрабруваме луѓето и ако имат вакви сознанија, нормално и на шверцување на посадочен материјал, и тоа се случува во Република Македонија, за да не дојдат после до појави како што имаше при посадувањето, подигањето на кога владата на Република Македонија почна да ги субвенционира подигањето на овошните насади и лозовите насади, се случи една експанзија. Ние немавме тука регистрирани производители на посадочен материјал. Тоа сега се случува во Република Македонија, има регистрирано околу 12 луѓе кои произведуваат разни посадочни материјали. Се случи една експанзија од Република Србија, значи буквално се собра од нивите и со болести неиспитани и немавме капацитети сето тоа да го направиме и се случи после 2 до 3 години да се појави жилокризот кој едноставно направи покол на сувите терени на вишните, едноставно не врати 5 години назад од прв производител на Балканот, сега сме после Република Србија, меѓутоа со тенденција на растење, како еден од најсериозните производители на вишни. Каква е состојбата еве во Тиквешкиот регион? Еден од најголемите лозови насади. Имаме ли семенски материјали кои што ние го произведуваме? Дали оној што се увезува е исправен? Земјоделците можат ли ова пролет да бидат сигурни дека тоа што ќе го засадате како што треба? Значи, повеќе Државниот инспекторат за земјоделие, значи и Министерство за земјоделие, значи склучија неколку договори со Факултетот за земјоделски науки и храна. Значи, целиот процес на самото производство на посадочен материјал во Република Македонија го контролираат професори од катедрата за винарство и овоштарство. Значи, самите професори цело време го контролираат процесот. Ние како фитосанитарни инспектори сме присутни у моментот кога се земат мострите за испитување на некои бактерии, некои болести кои може да се појават во самото одгледување, меѓутоа професорите го надгледуваат целиот процес и едноставно тие дават од тој посадочен или од тој посадочен материјал кој го има целиот посадено, колку можат да добие здрав и квалитетен посадочен материјал. Значи, веќе тоа во Република Македонија со сигурност можам да кажам дека е регулирано и целиот посадочен материјал кој излегува од фирмите кои произведуваат посадочен материјал, дали е тоа овошни садници или лозови калеми, е целосно исправен и 100% здрав. И тој што се увезува во Република Македонија без да ги помине здравствените прегледи на граничните премини, тоа не е само единствен, да кажам, малку проблем кој треба да размислиме да го решиме, затоа што сите увозници на посадочен материјал, дали е тоа од Србија, од Република Италија, од Хрватска најчесто и од Грција, што иде се жалат на самата постапка, бидејќи едно испитување, да кажеме, за неколку болести или за неколку бактерии трае најмалку од 7 до 14 дена. И замислите, возилото стои на граничниот премин или во подцарински надзор и сето тоа ги револтира увозниците, ама сме на добар пат да најдеме некои методи или акредитација лабораториите кои ќе можат да ги откриваат тие болести, да речеме за 4 до 5 дена, за да бидат ослободени за понатамашно пласирање на пазарот. Секогаш кога станува за збор за безбедноста на храната, контролите се ригорозни. Рековме дека вие сте задолжени да контролирате се она што се увезува уште од самите граници. Што можеме да кажеме кога станува збор, нели, за земјоделски производи кои што доаѓаат од увоз? Каков е нивниот квалитет? И споредувајќи го со домашниот, еве да направиме една паралела.
Значи ние мора да кажеме дека со нашиот квалитет во Република Македонија, значи бидејќи ние извезуваме во најголем ден последните 2 години, извезуваме за Руската Федерација, знаеме дека таму се многу изострени критериумите, исто извезуваме и во европските земји. Значи за да извезуваме во европските земји, значи ние треба да ја имаме сите производители кои се веќе поголеми се така ориентирани спрема европските пазари и нормативи кои ги бара европскиот пазар. Значи нашето производство е доста квалитетно, меѓутоа ние не можеме да одговориме на количините кои се потребни во Европската унија или во Руската Федерација. Ние тоа е моментално тренд кој трае 10 па и максимум до 30 дена кога имаме бум на раноградинарското производство и 10 до 15 дена кога е да речеме и овоштарството во најголем дел и лозарството, односно бербата на грозијето. Значи најголем дел ние обезбедуваме под месеците да го речеме од декември, јануари, февруари, март, ние сме претежно зависна увозна земја, дали за мандарини, за портокали, за банани или за раноградинарски култури кои ги немаме во Република Македонија, ги увезуваме од соседните држави, од Албанија и од Грција. Можам да кажам, значи со исклучок секој пат има и такви, сме сопирале пратки на претежно од Албанија, каде што каренцата не е спазена, значи ќе најдеме домати претежно или крставици во кои има повеќе присуство на пестициди од дозволената регулатива во Европската унија. Нормално ние тогаш тој камион не го пуштаме да влезе во Република Македонија, соодветно се уништува или се враќа назад во земјата од каде е дојде. Значи за тоа можам да кажам дека сме многу ригорозни и многу внимаваме на тие работи. Значи во последните 5-6 години тоа во Република Македонија не може да се случи. Може да се случи доколку има лажно декларирана роба или шверцувана роба. Што ние не можеме да знаеме тоа дали е така. Реално и објективно инспекторите работат колку што можат, бидејќи во една пратка, да речеме на еден граничен премин, Богородица има дневно од 100 до 200 пратки. Колку објективно еден инспектор тоа сето да го постигне органолептички да го види и сето тоа кое се сомнева да го испита или да го прати во државна фитосанитарната лабораторија, тоа бара време, па затоа во разговор со владата и со институциите и со Министерство за земјоделие, мислам дека сватија проблематиката и мислам дека на тие ударни гранични премини ќе ставиме по 5-6 луѓе кои ќе работат оваа работа, се со цел да се заштитат граѓаните во Република Македонија да јадат здрава храна. И нормално сето знаеме после што продуцира нездравата храна и сите овие нови болести што се дојдени во Република Македонија. Нутриционистите препорачуваат храната да се купува од зелените пазари. Тоа оди токму во прилог на ова што вие го говорите. Но како земјоделците да бидат оние кои што се производители на здрава храна, да бидат сигурни дека препаратите кои што ги купуваат се всушност со оној квалитет на кој што е напишан и на декларацијата? Значи, делимично се слагам со нутриционистите, меѓутоа побарувачката на храна во светот, па и во Македонија и во Европа е доста голема, што тие луѓе што се регистрирани за органско производство буквално не можат да снабдат еден град, сега кој што сме во моментот, во Велес не можат сите органски производители тоа да го направат. Таа храна, тоа производство е доста скапо, секој не може да си дозволи, затоа што приносите се, да кажеме, со 50-70% пониско од конвенционалното производство. Доста е скапо и Македонија нема куповна моќ тоа да го плати и затоа ние сме ориентирани најголем дел у производство, конвенционално производство, кој брзо можат да го наплатат земјоделците и брзо да си ги вратат своите пари, едноставно да имат некоја нагорна линија. Меѓутоа, ние како фитосанитарна, како државен инспекторат за земјоделие, заедно со Министерство за земјоделие, одлучивме сите поголеми производители, да речеме од 3 хектари, да ги упишеме во фитосанитарната управа. Што значи тоа? Значи, секој производител на поголема површина од 3 хектара да биде регистриран во фитоуправата, што значи тоа треба да има одговорно лице, не мора стално да биде вработено од делот, ако е лозарство, да биде од делот на лозарството, ако е полјоделство, од делот на полјоделството. Одговорно лице кое ќе го прати и ќе води дневник. Едноставно, на 31.1. сум третирал со тој и тој препарат. Тој препарат има каренца, да кажеме 20 дена или 10 дена, и после поминувањето на каренцата тој може да го пласира на пазарот, а не како што ни се случуваше. Побарувачката е поголема на пазарот, никој тоа не го спазува и едноставно купувачите беа изложени на ризик. Значи, доколку некој не го убаво измие, ризикот е многу поголем да консумира некоја активна компонента која
може да се одрази во понатомошното здравје на самиот човек. Затоа ние како фитосанитарна инспекција обавезно сите, значи производители поголеми од 3 хектари ги посетуваме редовно, дали ги водат тие дневници, на кој начин, каде е продадена работа, значи имаме целосна следливост на сите производи. И мислам дека има уште можност за надоградување и мислам дека ова што владата го предлага како мерка за едукатори, да се луѓето кои се без работа, да речеме агрономи, сточари или агроекономисти, еве сега, значи да формираат свои здруженија кои ќе ги едуцираат сите производители што е потребно се да прави за да излезе на европските пазари, за да излезе на домашните пазари, кои регулативи треба да ги исполни, и тоа е еден добар потек кој, ако го спроведе државата, на нас како институција, како Државен инспекторат за земјоделие, како Министерство за земјоделие, и едноставно на крајот бенефит како државата ќе немаме производи како што ни се случи пред 2 години со корнишонот во Република Хрватска, да кажа дека има поголемо присуство на пестициди и тој корнишон мора да се уништи во Република Хрватска. А на тој начин се руши угледот на Македонија како земја за производство на здрава храна. Да. Иако сега може да кажеме дека во Европа ние важиме како се уште земја од овој дел која најмалку користи пестициди во своето производство. Тоа значи дека граѓаните можат да бидат спокојни, значи безбедноста на храната е на високо ниво? На високо ниво, да, можам да кажам, со сите институции функционирате нормално. Сега имаме присуство, сега ние не можеме да го контролираме квалитетот кога еден портокал или една мандарина стои повеќе од 14 дена. Значи тоа е, работиме повеќе да развиеме свеста на продавачите, значи некоја роба која подолго време стои дека треба да отстранаат, меѓутоа се случува кај нас како и секогаш има одредени фирми, одредени субјекти кои ги прават тие работи, нормално граѓаните се незадоволни. Меѓутоа како институции додека видиме таков пример и додека имаме дојава од некој граѓанин или не знам било кој, ние тоа го отстрануваме и го уништуваме. Како вие сте дел од Министерството за земјоделство, каква е соработката со самото земјоделство и колку е значајна соработката со владата? Еве напоменавте неколку пати ако се реализира нели овој проекти и овој проект, се е тоа добро нели за граѓаните на Република Македонија? Ние сме како еден ланец, значи без кој не може да функционираме еден без друг. Работата оди во нагорна линија бидејќи владата на Република Македонија вложи многу средства околу безбедноста на храната и самиот квалитет на храната. Заедно, значи, сите институции, фитосанитарната управа, Министерство за земјоделие и Државниот инспекторат за земјоделие, како што кажав, прават мониторинг програма кои активни компоненти, колку ќе се земе мостри во Република, значи буквално од секој препарат во Република Македонија се зема од 10 или 20 различни места продажни, активни компоненти, се испитува активната компонента, истото се работи и со посадочниот материјал. Владата на Република Македонија ги помага тие работи со тоа што Министерство за земјоделие нема средства да ги плати сите тие анализи. Кога знаеме за една активна компонента или за една болест на некое растение, минимум хемиските препарати кои се употребуваат се од 4000 до 8000 денари. Владата на Република Македонија одредува одредени средства, што секоја година се поголеми, што тоа мене лично како фитосанитарен инспектор ме радува, одредува се поголеми средства со цел повеќе мостри да има и ги плаќа на Министерството за земјоделие, а по реализираниот мониторинг програм Министерството за земјоделие ги исплаќа на фитосанитарната лабораторија. Едноставно сите се задоволни и ме радува тоа што државата еве има најава оваа година буџетот да биде зголемен уште со 20%, што значи дека ако до сега сме имале генерално околу 1000 мостри да земеме до државна фитосанитарна лабораторија во кој спаѓаат сите тука и растителни производи, и активни компоненти, и посадочен материјал, значи сега би имале некаде околу 1200 до 1300 мостри, што значи дека во Република Македонија стварно веќе не може да се случи нешто што се случувало преку годините. Значи во Република Македонија се спроведува, можам да кажам, еден еднаков третман како што се спроведува, дури можам да кажам и поригорозен отколку што се спроведува во Европската унија. Напоменавте дека на територијата на Република Македонија има 2 акредитирани лаборатории. Имаме ли потреба за трета или овие се доволни? Па, зависно со тоа како се позиционирани, значи едната е во Скопје, другата е во Штип. Значи сега за сега одговорам, меѓутоа во текот сезоната кога мислам дека ќе треба да се отвори уште една акредитирана лабораторија, тоа е само за ѓубривата, да кажеме, или некои
течни формулации на пестициди или течни ѓубрива, пошто веќе и тоа зима зама во Република Македонија, веќе се помалку се користи она кристална формулација на ѓубрива. Значи тоа е во 15 дена во Република Македонија сите вршат увоз на тие ѓубрива. Едноставно една акредитирана лабораторија не може да одговори на сите тие захтеви и затоа мислам дека уште една само за течни ѓубрива и за кристални ѓубрива да кажеме се помогне да се отвори дали во Скопје, дали во Штип и со постоечки кадар од 10 до 15 луѓе, мислам дека целосно ќе бидеме покриени. Господин Арцов, кажавте дека оваа година владата планира да го зголеми буџетот, значи ќе имате дополнителни средства за 200 до 300, како што рековте, нели, нови испитувања или дополнителни испитувања врз основа на што досега сте работеле. Но дали се тие доволни вложувања? Треба ли повеќе пари? Па мислам дека секогаш треба повеќе средства затоа што се работи значи за здрава храна, нормално преку таа храна после со консумацијата таа храна доаѓа до одредени, да кажеме, во ова модерно време сите тие модерни болести, значи се што влегува преку уста е најголем дел е храна. Јас има вложување, значи има тенденции, сите гранични премини се подобрени условите за работа, се створени едноставно услови за работа на самите инспектори, се промовира отварање на мини лаборатории. Има дел од допремата веќе стигната, има посебни места за собирање на мостри во соодветни услови да се држат, значи да не биде класично зимање во несоодветни услови каде после може мострата да покаже негативни резултати, бидејќи не е соодветно чувана и може уште да се уложи во некои микроскопи или во некои првични постапки кои ги имаат самите компании за производство на химикали, каде што може органолептички да се утврди некое заболување кое е видливо на самото растение или претежно на увози, каде што надворешно било кој малку поспециализиран инспектор, а сите се специализирани во тој дел, бидејќи сите се со огромно работно искуство од 10 до 15 години па и повеќе, органолептички да види, органолептички да докаже и сето тоа да го парафира на хартија, значи да нема потреба ни да се оди во државна фитосанитарна лабораторија или во Штип да се чекат резултати. Едноставно сам на своја одговорност да одлучи, бидејќи искуството му го дозволува тоа, у истиот момент таа роба да не влезе ни во Република Македонија. Или да се врати, или увозникот, доколку не сака да ја врати, соодветно да плати за уништување на самата таа роба, едноставно што внесол во Република Македонија. Говориме многу за увозот на храна. Дали може би се размислува за некоја подвижна лабораторија која што ќе биде токму на граничните премини? Моја желба посебно и желба на сите колеги е значи тоа да се направи, бидејќи тоа што се направи едноставно ги заштитуваме граѓаните и самата држава. Ние знаеме дека колку е тешко, да кажеме, колку средства треба да одржи државата додека ти влезе некој складишен штетник во Република Македонија или не дај Боже некој штетник како што беше ешерихијата коли во Република Македонија што се појави, како што се појави некој штетник, да речеме складишен, кој ние го донесуваме дали со пченица, дали со јачме, едноставно прави штета после која на целото наше производство. Значи подобро е да инвестираме у некоја мини лабораторија со 2 до 3 човека на ударните гранични премини, тоа е да речеме Табановце, Богородице и Ќафасан, едноставно во Република Македонија мирно едноставно да спиеме дека не може да влезе ништо. И пред самиот крај нели констатиравме дека Македонија има здрава храна. Би сакала да ве прашам кои се вашите сознанија или кои се вашите информации кога станува збор за безбедноста на храната во Македонија и во регионот. Значи можам да се пофалам со тоа дека во Македонија безбедноста на храната, значи сите оние координирани мерки што ги вршиме со Министерство за земјоделие, со АХВ како институција која е исто така надлежна во некој дел, можам да се пофалам дека Македонија е во едно погорно ниво дури од Република Хрватска. Значи тука негде сме со Словенија, меѓутоа во споредба пошто правиме на сите закони од Европската унија копи пас од хрватските закони и дел од словенските закони, јас можам да кажам слободно и да тврдам дека во Македонија сите методи и мерки кои се применуваат се подобри дури од начините и мерките во Република Хрватска. Господине Арсов, јас ви благодарам што оваа вечер бевте со нас. Целта беше да укажеме што е она што го работи фитосанитарниот инспекторат кој што е дел од Министерството за земјоделство. На граѓаните уште еднаш да им кажеме дека можат слободно да конзумираат храна од зелените пазари затоа што во Македонија се произведува безбедна храна и она што се увезува инспекторите на терен не дозволуваат да
на пазарите заврши нешто што не е здраво. Почитувани гледачи, ви благодарам и вас што не следевте. Останете и понатаму на регионалната К1 телевизија. Не го менувајте каналот, затоа што следат интересни содржини. Пријатно.